Гостин во вестите ни е директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Ангелов, каква е состојбата со пожарите во Македонија? Во овој момент состојбата е лоша овде каде што се наоѓаме. Тоа е районот на Пехчевско, Будинарци. Да повторя. Ајде. Добро, готово. Будинарци. За состојбата со пожарите во Македонија во вестите во 17 часот разговарам со директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов. Ангелов, каква е состојбата во Македонија? Каде има активни пожари? Колку се тие опасност по околината? Во овој момент имаме 6 активни пожари на територијата на целата држава. За жал состојбата се менува од час во час. Ние буквално имаме трка со времето, трка со пожарите. Ако сега има 6 пожари, може за неколку минути да избувнат уште неколку. Токму сега зад мене пред само 10 минути на ова парче шума каде што ние сега се наоѓаме, а тоа е во районот на Пехчево и Берово, избувна нов пожар на место кое што беше совладано. Овој пожар во районот на општините Пехчево и Берово е најсериозен, се мачиме веќе неколку дена да го совладаме. До пред малку имавме контрола врз него и сметавме дека денес ќе го изгаснеме, но од нигде никаде се појави повторно помеѓу бручињата висок пламен и многу нагло се шири поради ветерот кој што постојано дува овде. Дува доволно да го носи неконтролирано пламенот во сите правци. Покрај овој пожар овде, на територијата на државата, пожар имаме и во Прилепско, и тоа во село Дрени Смолани, кој што е ставен под контрола и се догасува. Воедно имаме пожари во општината Велес, тој се префрли од Скопскиот регион, од Катланово према неколку велешки села, и еден активен пожар, односно тој веќе изгаснат, пред малку добив информација во Скопски Сарај, но и овие изгаснатите, доколку не внимаваме на нив, повторно се распалуваат. Затоа е многу важно по гаснењето на пожарите службите да останат на терен, и ние го правиме токму тоа, бидејќи една мала искра, едно мало жарче е доволно да се реактивира пожарот или да се појави нов во непосредна близина. Во однос на локализирањето учествуваат и пожарникари и припадници на Центарот за управување со кризи, на Дирекцијата за заштита и спасување, но има и одстранство. Кој се учествува, кој е активен? Во овој момент имаме поголема група, околу 125 пожарникари од Австрија, со 20 и неколку возила кои што се извонредно обучени и имаат извонредно искуство, и кои што буквално му влегуваат на огнот на секаде каде што може да се пробијат нивните моќни цистерни, но исто така имаме и пожарникари од Словенија и од Бугарија, и упатувам благодарност до овие три држави, затоа што во овие многу тешки моменти за нас се солидаризираат со нас и ни помагаат. Исто така до денес действуваат српските хеликоптери кои што утрово мораат да заминат. Претпоставувам дека ќе бидат упатени во Грција, каде што Атина е во опасност. Значи една многу помоќна земја од нашата Грција има голем проблем и не може да се справи со огнената стихија која што го загрозува главниот град. Воедно действуваат и овде се и два романски авиони, од кои што едниот е за гаснење, другиот е логистички, и тој утрово действуваше во районот на Скопје, а вчера действуваше овде. Користат еден метод кој што за нас е непознат, е специфичен метод. Тој ја фрла водата спакувана во специјални, би рекол, пластични садови кои што попадат на земјата, се распрснуваат, или истите кога ќе ги зафати оган горат и ослободуваат водата. За крај на овој разговор, она што предизвика многу внимание деновиве на социјалните мрежи е стариот ФАП од 65 години. Имаше многу, некои со подсмеви. Заврши ли работа тој? Има една изрека, таа е до душа србизам, но ќе ја кажам оригинално, така како што знам. Старо, ама држечо. Може би ФАПот е стар, но носи 6 тона вода. И може да однесе на било кое место, се разбира не во планина, но воопшто и цистерните, камионите кои што се наменети за носење на вода, за гасење на пожари, не може да се пробиват на ваков терен. Важно е возилата да се исправни. Доколку исправно и функционално, староста не менува многу, и би сакал само да укажам на координацијата која што е на едно највисоко ниво, уште од првиот ден кога бевме во Крушево, кога се случи првиот пожар во Кочнарско. Од тогаш па до денес ние имаме изворедна комуникација, го активиравме и главниот штаб во Центарот за управување со кризи во согласно со законот, и постојано имам комуникација со премиерот, затоа што постојано го ажурирам со најновите податоци, доколку ни е потребно било што, барам директно од него, за да ги искратам
да го скратам времето да добиеме нешто. Јас со премиерот имам комуникација без разлика дали тоа е овде на лице место, дали е во Скопје или на било кое друго место. Мене ми е потребен премиерот на телефон. Не треба да биде овде, председател на влада не треба да биде овде да гасе пожари. Тоа е во случајот наша работа. И кога сме ке премиерот во продолжение од ово издание на вестите, одиме со неговата изјава за мерките кои што во текот на вчерашниот ден ги донесе владата, а се однесуваат на ковид мерките. Океј.